Издружението за психологија, советување, психодиагностика и едукација Когитацио рационалис Кавадарци организира трибина на тема улогата на семејството и образовните институции во грижата и унапредувањето на менталното здравје на децата и адолесцентите. Целта на оваа трибина ќе биде да се подигне свесноста кај локалното население за тоа колку е важно семејството и образовните институции да се грижат за менталното здравје на децата и адолесцентите. Сега да кажеме вака, стога на фактот што станува збор за млад човек како тебе, споредбено образовниот процес некогаш, значи во времето на твоите родители, образовниот процес во твое време и образовниот процес сега. Каде се разликите? Не може да се забележат многу големи разлики во однос на тоа, но морам да споменам дека веќе во овој период од живењето, психолозите конкретно работат на тоа да се подигне свеста за менталното здравје на децата во основно образование и на адолесцентите во средно образование, бидејќи голем број на научни истражувања покажаат дека менталното здравје и грижата за истото се од голема важност како за генералната општа добросостојба на самата индивидуа, на самата личност, исто така е важно и за самиот образовен процес. И сега кажем и според тебе, од твоја гледна точка, ти си лиценциран психолог, колку навистина семејството во денешно време обрнува внимание на образовниот процес на нивните деца конкретно? Од моје согледување, семејствата обрнуваат внимание, посветуваат внимание на образовниот процес на нивните деца, но морам да напоменам дека многу често прават грешки кои пред се несвесни грешки, односно тие ненамерно грешат. И тоа е во ред до некаде, се додека таквата ненамерна и несвесна грешка не се исправи, коригира на соодветен начин, а тој соодветен начин би бил преку соодветна едукација која родителите би ја добиле од психолози, стручни лица, кои ќе можат да им укажат, да им помогнат на родителите да ги коригираат своите грешки во процесот на воспитување на своите деца и да бидат една соодветна поддршка за нив во образовниот процес. И сега уште едно прашање имам дефинитивно. Колку модерното време, значи телефони, компјутери и сето тоа, друго, имаат ли влијание врз едукативниот процес, односно развој на менталната свест кај децата и адолесцентите? И колку да речеме фактот што ако во едно семејство имаме двајца родители кои што се вработени, па одат на работа, па не можат доволно да му обрнат внимание на детето, сето тоа влијае на тој ментален процес? Дефинитивно дека има влијание, дефинитивно дека современото време кое го живееме, технологијата како неизоставен дел од истото, големата зафатеност на родителите со работни обврски дефинитивно влијае на менталното здравје и на добросостојбата на самите деца, но тоа не би требало да биде дефинитивна пречка за тие да не се погрижат, да го унапредат менталното здравје на сопствените деца, односно да не им помогнат на сопствените деца да подобро минуваат низ тој еден период на младост со цел без лудост. Без лудост или лудост во дозволени граници. Последно прашање. Има ли потреба во основните и средните училишта да се вработи постојано психолог? Има голема потреба, со тоа што морам да нагласам дека моментално во основните и во средните училишта во Кавадарци има вработено психолози, но од моје лично искуство, еден психолог во едно училиште, во една образовна институција не е доволен со оглед на самата проблематика со која се соочуваме ние како општество и како држава. Затоа, мој апел до властите е тоа да го размислат како една алтернатива, една можност да во иднина вработат повеќе психолози во една образовна институција, бидејќи тоа е од суштинско значење.